Бомбастично најавен со голема доза на политиканство, со огласна табла и мајци со знакот на коридорот 8. Започнува изградбата на најголемиот капитален проект, како што го најавуваше владата. Коридорот 8 и 10D низ цела Македонија. Сепак, изградбата на нови автопати од самиот почеток е обвиен со низа на контроверси, особено во делот на надзорот и баснословните паушали. Во мистериозноста на одделни детали, особено околу фирмите или експертите што ќе вршат надзор врз градежните активности на Бехтел НК, спаѓа и откриениот детал дека еден градежен техничар ќе зема 6.000 евра плата. Првите реакции на власта беа дека над 50% од изведбените операции, набавката на материјали, ангажирањето на работна сила, ќе биде од македонските ресурси. Овој проект што во јавноста го доби префиксот на груби, особено што токму вице-премиерот е назначен за главен координатор на овој голем капитален проект. Допрва ќе ја преокупира македонската политичка и бизнес јавност. Во меѓувреме, антикорупцијска и обвинителството отворија истрага. Во првата реакција за бенефитите и замките на овој проект, разговарам со председателот на Сдруженијето на градежништво при Стопанската комора, Андреа Серафимовски, кој е всушност и дел од менаџерскиот тим на Гранит. Гостин во Трилинг, Андреа Серафимовски, председател на Градежната комора при Стопанската комора на Македонија. Господин Серафимовски, дали градежната оператива сега ќе биде целосно во функција на големиот, како што владата го најави, капитален проект НК и Бехтел во изградбата на автопатите коридор 8 и 10D? Добар ден, ви благодарам на поканата прво. Градежната оператива очекува одговор на ова прашање и го поставува прашање веќе подолг временски период, затоа што условите под кои што е направен тендерот и под кои што ќе се работи не се познати за домашните компании, со оглед на тоа за кој интензитет се работи, а тоа е интензитет што нашата република никогаш го немала дури многу години пред тоа, така да очекуваме дека како здружение, како компании, дека ќе бидеме инволвирани во овој проект на задоволство на сите страни и очекуваме дека нашето место во овој проект ќе биде големо, затоа што со тоа не би добиле само компаниите, би добиле и на развој и на луѓето и на државата. Дали се плашите всушност дека градежната оператива ќе биде домашната, говорам, умртвена на некој начин, имајќи во предвид дека многу често се ангажираат надворешни фирми? Тоа е случај во последниве 5-6 години и за тој случај ние како здружение при Стопанската комора реагиравме многу пати. Дури на последната пресконференција со синдикатите истакнавме една карта во која што се гледа дека во наредните 4 години, 5 години, дека од оние работи кои се договорени, кои треба да се изведуваат, за кои што веќе е потпишан договор, 96% ќе бидат носители на тие проекти странски компании, само 4% преостанува за домашните компании. Таа бројка ни покажа голема загриженост како домашни компании и заради тоа нашата активност сега е зголемена како здружение, се со цел да лобираме и да си го најдеме своето место. Доколку поучени од досегашните проекти како се одвивале, поучени од тоа како работат компаниите кои денес имаат потпишан договор во нашата компанија, сериозно сме загрижени за тоа што ќе се случува во идните години и се надеваме дека нашата држава, тоест владата, ќе најде начин како тие домашни компании да бидат инволвирани во сите овие проекти, затоа што во моментов кога гледаме по потпишани договори, ќе видиме дека нашите компании како главни изведувачи на капитални проекти во наредни 4 до 5 години имаат потпишано договори во вредност од 800 милиони евра, а таа вредност една наша домашна компанија ја реализира за една година. Значи, во моментов има мал простор на домашните компании. Ние како здружение апелиравме и државата да потикне развој, да ги потикне домашните компании да се развиваат, не само да работат, затоа што бенефитот е во развојот, а не е во работата. Така да цениме дека загриженоста во моментов е огромна кај домашните компании. Сериозно сме загрижени доколку не би се инволвирале во овие проекти што ќе биде со домашната оператива и мислиме дека на крајот ќе се задоволат и страните кои ние ги презентираме и ги промовираме и дека ќе биде на задоволство на сите. Зошто стравувате дека градежната оператива може да биде ставена, условно кажано, под клуч? Дали може би изградбата на делницата кон Охрид всушност беше и јабер
до домашните градежни компании дека можеби не знаете или не умеете да испорачате резултати, па затоа се бараат градежни компании од надвор. Нашата оператива е докажана низ годините, како на домашниот пазар, така и на странските пазари. Ако нешто оваа држава имаш да се пофали, тоа е градежна оператива и градежен сектор. Ако овој сектор знаеме дека вработува 7% и представува 7% од сите деловни субјекти и ги знаеме сите оние успеси кои ги имале нашите компании, како во Либија, така во Украина, така во Хрватска, во Босна и Херцеговина, ќе сфатиме дека оваа држава изградиле и дел од другите држави изградиле домашни наши фирми. Значи не можеме ние да се повикаме на фактот дека домашните фирми немаат капацитет, па тука ни се потребни странски компании, доказите се на наша страна. Значи, поготово, оно што се случува во последните 10 години, видете го, сите оние патишта што се направени, сите оние рехабилитации, реконструкции, експресни патишта ги направија домашните компании. Ние во минатите 5 години, 6, мал број на проекти беа завршени, меѓу кои беше завршен експресниот пат Крупиште-Штип. Тоа го изградија домашните компании. Значи, ние како здружение апелираме и ностоп се бориме да ги подобриме бизнис условите, да влијаеме и ги подобриме бизнис условите во кои градежништвото обстојува и се развива, и тоа е на некоја наша заложба за кој што како здружение, како нефинансиско, како доброволно се грижиме и мислиме дека можеме да таа цел да ја оствариме. И значи условите да бидат подеднакви за сите, како за домашните, така за странските компании. Во моментов што се случува? Во моментот се случува во нашата држава домашните компании не можат да ги задоволат условите на пропишаните тендери кои ги финансира ЕБРД, Светска банка, Европска банка за развој, затоа што критериумите се многу големи. Од друга страна, во странските држави за истите тие проекти, за истиот габарит, истата големина, нашите компании може да ги задоволат условите, а од друга страна, доколку учествуваат нашите компании на јавни набавки кои се финансирани од домашната економија или од буџетски пари, тука се соочуваат со голема нелојална конкуренција, како прво, и се соочуваат со еден оголем проблем, а тоа е Законот за јавни набавки, кој што низ годините ствара огромни проблеми, како при негова настап при евалуација на понуди и спремање на тендерска документација, така и во извршувањето на работите. Значи, добра компанија македонска во моментов има многу големи проблеми, затоа што ни се наоѓа на долниот крак да може да работи кои не се квалитетни, нити би ги задоволува условите кои ги пропишуваат банките. Во тој случај ние едино можеме да апелираме на државата да ги процени потенцијалите, да ги процени капацитетите на домашните компании, се со цел да можеме од домашната економија да направиме бренд. А не ни требаат увоз да не увезуваме странски компании да ни градат патишата, затоа што ако се вратите назад 5-6 години, ќе сфатите дека 80% од оние странски изведувачи кои ги изведува патиштата ги раскинаа своите договори. Чи тоа беше примерот на Тирена Скави, на Куманово Ранковци, тоа беше примерот на Рубау, на Градско Прилеп и уште многу такви примери. Пошто го спомнавте Кичево Охрид главен изведувач е Синохидро. И не можеме да го препишеме неуспехот на домашните компании. Кога сме кај проектот кинески провизии, изградбата на автопатот кон Охрид. Дали изградбата на Бехтел Енка може да биде реприза на предметот, односно изградбата со Синохидро? Значи, тоа не би можеле ние како здружение, нито ја како претседател да го оценам, затоа што ние како здружение немаме увид во договорот што е потпишан, уште немаме видено што точно ќе се случува на тој проект. Можеме само да нагаѓаме, можеме само да разговараме за податоци кои ги имаме неофицијални, но договорот каков таков потпишан го немаме на увид и стварно би било неблагодарно од нашата фела да коментираме нешто што не сме го виделе. Не ви изгледа помалку симптоматично што немате на увид нешто за што се говори дека е капитален проект? Јас се надевам дека тоа и документ ќе биде јавно објавен и дека ќе може да биде на увид на сите граѓани, како што беше впрочем и договорот со Синохидро, кој беше јавно објавен и можеше сите да го прочитаат. И се надеваме дека сега е потпишан, дека во брзо време ќе можеме и ние да го видиме. Со тоа што има клучни разлики помеѓу двата проекти, не би било благодарно да ги споредуваме. Ние единствено што можеме да кажеме дека сме против тоа договарање во 4 очи. Значи против дозволување на услови кои се мимо условите во Законот за јавните набавки во нашата република, затоа што знаете како ние имаме дома компании кои бројат 200, 300, 500, па и имаме компании по 1000 луѓе што вработуваат. За нив важат одредени правила. Во државата подкрепени со закони. Доколку тие правила се прекршуваат,
а тоа се е на сметка на друга компанија која не реализира тука и не се соочува со тие проблеми, тогаш за нас тоа се нефер услови на пазарот. Постои ли опасност во оваа екстензивна изградба на станови и интензивно банкарско кредитирање да се доведеме до поголема хипотекарна криза? Значи, јас сенам дека тоа нема да дојде, зашто Македонија е едно специфично подрачје, да го се споредиме со другите земји од регионот, ќе сфатиме дека не сме уопште нити слични, а не сме ни многу различни, но сме единствени. Значи, кај нас има општини и градови кои што имаат голема трансакцијска активност и кај што секогаш се бара стан повеќе, додека сето друго останато е сосема спротивност. Има многу поголема понуда од побарувачка и скроз се други тековите. Значи, во една мала држава имаме два спротиставени текови. Така да и во моментов, оние што се атрактивни општини, а тоа е општина Центар, повеќето општини во градот Скопје, општина Битола, општина Охрид, се општини каде што се уште побарувањето е огромно. Како го објаснувате овој феномен на зголемена побарувачка, а намалена понуда во услови на голема криза? Ние перманентно сме во некаква криза, а луѓето купуваат стан и покрај тоа што квадратурата на становите нагло е порасната. Не треба тоа да не чуди, еве само да го земеме последниот пример со ковид кризата, ќе сватиме дека сите оние луѓе кои има недвижнини инвестираа во недвижнини до 2020 година, сега вредноста на тие недвижнини е зголемена 30 до 40%. И не треба да не чуди зашто луѓето баш во недвижнини сакаат да ги вложуваат своите пари, кои се сигурно подобра инвестиција него да ги чувате во банка за некоја камата која не е многу голема или па да не ги уопште употребувате и ги чувате за као некоја сигурност. Значи, единствениот доказ дека недвижнината се исплати, поготово во општини кај што вреди, се виде во ковид кризата. Сега тие луѓе што уложиле до 2020 година сите се побогати за 30 до 40%. И тоа не е тајна. Друго, голема побарувачка кај нас исто е специфика зашто е тоа така, затоа што имавме во многу општини мораториуми за градба, не се градеа згради, као општина Центар и во општина Центар сега, верувајте дека поборавачката за добар стан, квалитетен стан е огромна. Затоа што ако се вратиме 4-5 години уназад, ќе сватиме дека многу мала понуда имало заради мораториум, исто се случува и со општина Охрид, а побарувачката била се поголема зашто луѓето сакале да инвестираат, а не се случувало тоа во година-две, тоа се случувало во 3-4 во голем временски период. И сега, и затоа можеби цените на становите во овие општини малце се повисоки него очекувано што би требале да бидат, затоа што едноставно поборавачката е многу голема. И затоа имаме широколикост на цени кои се нудат на пазарот, например во општина Центар, ако видите, ќе видите дека се нудат станови од 1500 евра до 2300-400, дури има и 2500. Значи, нема стандардна цена која можеме да кажеме дека е повисока од претходната во проценти, затоа што поборавачката го диктира она да некои станови кои се стварно на добра позиција, а нема многу такви, да може да ги нудат своите некои градители да ги нудат им по многу повисока цена од тоа што би можело и човек да плати, а и што во моментот вреди. Но очекувам дека оваа година ќе се случи стабилизација, затоа што многу дупови, поготово во овие општини се проедени, ете гледаме во општина Центар многу дупови се изгласаа, и дека сега ќе се зголеми побарувачката и очекуваме да има некоја стабилизација на цена. А побарувачката дека ќе отпадне, да, ќе има влијание, покачувањето на каматите, банкарскиот систем ќе има влијание, но сепак верувам дека инвестициите и нивната доходовност во идните години ќе има исто така битно влијание да луѓето купат стан или недвижнина повеќе. Благодарам за гостувањето во емисијата. Поштовани речи, тоа беше Андреа Серафимовски, председател на Комората за градежништво при Стопанската комора на Македонија и дел од менаџерскиот тим на Гранит. Следете не.